човекот кој што ќе биде дел од нашето утринско будење утрово. Тоа е атлетичарот и маратонецот, а и тренерот Игор Јакимовски, кој што ми се чини дека веќе го имаме онлайн. Игор, добро утро. Добро утро, Игор. Добро утро, се надевам дека ме гледате и дека се е во ред со преносов. Да, те гледаме, те слушаме и баш може да ни кажеш каде те лоцираме со оглед на тоа што веќе си на отворено, не е ни чудно во рани утрински часови да си ти веќе некаде физички активен. Очекувано. Сега ме фативте малку што вели народот. Вчера имав еден настап во Приштина, на Приштина маратон со Теја Божиновска и денеска нозеве бајаги ми се крш кога станав са бајле и решив само да се прошетам на кеот малку да се размрдам. Овој пат ќе направам мала пауза денеска. Па и тоа е нешто, самото пешачење покрај кеот е физичка активност што нели се препорачува за многумина, поточно за секој од нас доколку имаме можност во утринските часови особено. Па дефинитивно е ова сабеле доста раздвижено. Јас сум тука некаде во близина на селата Јане Сондански. Многу раздвижено денеска и ете мала промена на времето, една друга димензија каде што се гледа сите кои што се на кеот малку ја имаат смената и облеката, што е нормално, а и верувам на вас дека ви е многу пријатно во студио, а ние вака што сме гости од кеот, па сега би промениле за гостување во студио. Имаме доста теми во иднина, кога ќе биде и постудено да биде тоа и во студио. Но ни сакавме да ги пропуштиме новостите и информациите кои што ги имаш од овој период, поточно од летото кое што ни заврши, па и во тековниот месец септември, многу новитети, многу успеси и се разбира нешто со што требаме и да се гордееме, но и да бидеме информирани. Па ќе почнеме со ред или да почнеме со настапот на Дарио во Токио. Да, тоа беше дефинитивно најголемиот настан за нас во мојот тим. Светското првенство во Токио кој што се одржа од 13 до 21 септември, каде што Дарио по она светска ранг листа или World Ranking се пласираше во дисциплината маратон, нешто што ни недостасуваше во нашата кариера, моја тренерска, негова професионална спортска. И уште настап на светско првенство на отворено и токму тоа успеавме да го оствариме, така да Дарио ги има сите големи надпреварувања во својата кариера. И настапот на светското првенство во Токио е едно големо искуство. Знаевме со кои предизвици ќе се соочиме со оглед на оние би ги нарекол ненормални услови за трчање, посебно кога се работи за дисциплини кои што се долги. Всушност високите температури кои што беа во тој период во Токио и големата влажност на воздухот придонесоа да маратонот биде еден би го нарекол брутален маратон, каде што скоро 95% од светската елита се откажа буквално од тие услови. Остана само да се покажат оние најдобрите, најспремните. Ние не успеавме да го направиме оној потребен резултат, меѓутоа тоа беше кај сите присутно и реалност за маратонците, така да успеа Дарио да го финишира маратонот на 58-то место од 90 стартери, од кои што 20 се откажа, другите едно десетина беа позади Дарио, така да релативно задоволни сме од тој настап. И едно големо искуство да во иднина при вакви настапи го земеме во предвид како еден предизвик каде што треба баш да се успее при такви тешки услови. Меѓутоа тоа е сурова реалност за маратонците, дисциплина која што се трча долго. Тоа беше Токио, си поминавме врв таму, дефинитивно кога си заедно со сите светски познати фаци во атлетиката, дали се работи за атлетичари, дали се работи за авторитети, едно големо искуство и една голема промоција секако на нашата Македонија. Да, Игор, велиш брутални услови за да се истрча еден маратон. Што значи во поглед на ситуацијата таму во Токио? Колку беше температурата, каква беше влажноста, затоа што велиш дури најголемите фаворити сепак се откажа од трката? Ќе ви кажам само еден пример. Јас бев на некои 800 метри оддалечен од официјалниот хотел на Дарио, каде што беа сите атлетичари. И тие 800 метри, што јас ги пешачев од мојот до неговиот хотел, верувајте дека при самото пешачење, она нормално се движиш, толку тешко се движеше да ја цело време се прашав како тие воопшто ќе трчат. Значи, температурата беше некаде околу 28 до 30 варираше,
На ден претходно пред Дарио трчаше Андријана, тогаш беше уште потопло, значи женскиот маратон, што беше на 14 септември, беше уште потопло и навистина беше многу тешко, значи за дишење. Ја навистина не знам што треба во иднина да се направи, а баш и разговара со едни високи авторитети кои што го предвидуваат сето тоа, посебно за овие дисциплини кои што се долги за трчање, каде што навистина ова треба да се земе во предвид, бидејќи имаше неколку вакви ситуации. Истото се случи во Доха 2019, каде што маратонот беше предвиден, замислете, во 4-5 сабаље трчаа во темница, за да ете колку толку некој степен помалку биде таа температура. А еве, сега баш зборуваме за Токио и за тие услови за трчање, а вие пред тоа спомнувавте и за времето, баш вие слушав временската прогноза, а ние пак сега тука конечно малку како да мирисаме дека во недела на Скопски маратон ќе имаме идеални временски услови за трчање. Да, кога веќе ги споменавме условите во Токио и така некако ќе го најавиме и Скопскиот маратон и вашето учество, но претходно може некоја реченица за искуството кое што го имавте викендов на Приштина маратонот, како беше таму, бидејќи таму бевте исто така со Теа и верувам дека супер си поминавте. Добро трето место за Теа. Да, одлично што спомнавте и Теа. Теа после пауза од една година се врати на почетокот на оваа сезона, значи во 2024 имавме пауза. Таа од месец март влезе во надпреварувачки карактер и во многу сериозен процес на тренирање, каде што решивме да ја вратиме она форма по која што сите ја знаат Теа од 2023, која направи невиден бум на само 20 години возраст, и имавме верба, имавме едноставно мотив плюс да успееме да се вратиме. Би ја нареколо таа една мала агонија што јас најде. Не би зборил повеќе за тоа, елабориравме за тоа околу некои здравствени проблеми кои што се јавуваат обично кај девојките во спортот. Меѓутоа сето тоа е веќе за нас минато. Најбитното е дека на млад човек, млад спортист во тие моменти кога ќе му се случи таков дебакл, треба да останете со него. Јас велам секогаш за се во животот треба прво да си човек, а потоа да си тренер или било што останато. Јас верувам во неа дека ќе дојде моментот кога ќе едноставно ги надминеме тие проблеми и токму оваа сезона започнавме сериозно при крајот на месец февруари, каде што со изминати 6 месеци таа се врати на победничките патеки и неверојатно напредува. Тоа јас и сега ви го кажувам, бидејќи вчера имавме на некој начин еден полумаратон кој што го трчавме на некои 90% од нашите можности, дури во вториот дел на патеката кога веќе го осигуравме тоа трето место, бидејќи заедно трчавме во текот на трката, позади две кеники беше Теа. И кога веќе го осигуравме тоа трето место со голема разлика, ние дури малку и кренавме малку рачна, чисто само да задржиме повеќе свежина за Скопскиот, бидејќи најдоброто од Теа ќе го видите во недела на Скопскиот маратон. Тоа јас ви го гарантирам, бидејќи се наоѓа моментално сега во животна форма и верувајте дека нејзиното доаѓа доправа и веќе другата сезона ќе ја видите неа на големо надпреварување каде што ќе биде репрезент на нашата Македонија. А очекуваме дека ќе ја видиме и во утринска на Телма и веројатно сама да ги пренесе своите импресии и планови кои што ги има за воиднина. А кога веќе го споменавме Скопскиот маратон, Игор, и ти учествуваш исто на Скопскиот маратон и за тоа ќе кажеме за твоите подготовки колку ти се чувствуваш подготвен, но нема да го заборавиме и успехот кој што го постигна во Вараждин на крајот на месец август, бидејќи од тогаш не се разбира и не сме се слушнале, да не останеме покуси за тоа. Имаме 2 минути и во тие 2 минути верувам дека ќе можеме и тоа да го споделиме со нашите гледачи. Да, ќе се обидам да бидам најкраток, значи во Вараждин настапив на ветеранско првенство, редовно настапам на тие првенства. Тоа е едно првенство кое што ги привлекува ветераните уште да го одржиме оној спортски дух и да го пренесеме на младите. Трчав во 4 дисциплини на кои што освоив 3 медали, во едната бев првопласиран, така да станав балкански шампион во М45, тоа е возрастна категорија, од тоа сум презадоволен, а мојот настап на Скопски маратон ќе биде овој пат како помош за Теа, символика некоја, ќе го трчам полумаратонот, затоа што сакам да учествувам во организација на Скопскиот маратон, да помогнам на главните луѓе на Кира и на Гоца. Меѓутоа, ете ова година ќе влезам буквално да ја помогнам на Теа со едно формирање на група, добро трчање во друштво, за да помине полумаратонот ем брзо, ем интересно и ем добро гледано за публиката. Така да ќе ме видите во таа акција, кој јас настапувам на Скопскиот маратон уште од првото издание кој беше 97 година, еден од ретките што настапувал
тогаш и кога се прекина маратонот и кога се врати во 2007, така да една долга традиција која што ја негувам и почитувам. Да, и верувам дека и понатака ќе ја практикуваш и ќе мотивираш уште многу други да се пријават и да се разбира излезат на улиците во Скопје и да го направат тој ден градот навистина да изгледа многу поубаво. Игор, само пред крај, како се подготвувате за маратонот во смисла на тоа дали овие денови поинтензивно тренирате или да речам ден, два, три пред маратонот знаете и да стивнете, не знам, како оди сето тоа, за да се постигнат добри резултати? Да, кога се работи за дисциплината маратон, тогаш малку се намалува интензитетот и обемот на тренирање во последната недела, додека кај полумаратонот, и не би рекол така, си остануваме во таа тренинг фаза, во тој тренинг процес. Инаку Дарио ќе трча маратон во недела пак, се надеваме дека ќе биде 100% спремен, бидејќи само 3 недели помина од Токио. Овој скопски маратон е во рамките на скопскиот маратон се одржува и балканско првенство во маратон и се надеваме дека тој ќе донесе медал на Македонија токму со најдобрите маратонци на Балканот. Игор, посакуваме успех, среќа се разбира и добра кондиција и за сето тоа и не се сомневаме дека ќе помине во совршено добар ред. Ти благодариме што утро се вклучи на еден ваков начин во утринска на Тилма и се гледаме во следна прилика се разбира во студиото, бидејќи секогаш обработуваме теми поврзани со спортот, а имаме спортисти кои што сакаме да ги промовираме и тие тоа го заслужуваат, пак имаме можност да развиеме и да дискутираме на повеќе теми. И благодарам и на вас, имајте убав ден. Убав ден. Убав ден, Игор, да.